Есенва не им беше наклонета на ловците и не ги исполни нивните очекувања дека ќе имаат добра ловна сезона. Загрижувачки е што дивиот зајак речи се е истребен и затоа ќе биде потребно на подолг период да се забрани за лов. Причини зошто е така веројатно има повеќе, но основната е во хаосот со концесиите и ловократството, која во последно време добива загрижувачки димензии. Познавачите на приликите во ловот велат дека со мотоцикли, джипови и трактори ноќе се претресуваат терените и се уништува долгушестиот дивеч. Притоа никој не помислува да го заштити на подолг период, веројатно поради тоа што ќе се намали интересот на ловците за зачленување со доследени друштва. Во каков хаос со ловството веројатно најсликовито потврдува состојбата со ловиштето кон Пресека, кое оваа сезона остана без концесионер, па истото е препуштено само на себе и на совеста на ловците кои гравитираат кон него. За разлика од полезниот дивеч, есенва задоволува бројноста на дивата свиња. Ја има во речиси сите реони на Осоговските планини и на Плачковица, па дури и во Полињата, поради што се поголем број ловци се преориентираат за лов на истата. И додека полезниот дивеч главно е предистребување, штетниот опасно се намножува. Примерот со задавените крави и говеда, потоа кози и овци во атарите на повеќе населени места го потврдува тоа, а сточарите како да навикнаа предаторите да си го земаат својот дел, па и не реагираат пожестоко. Зимава наездата од лисици во селата и присуството на волци во полските терени зборува дека предаторите се охрабриле и во потрага по храна напаѓаат крупен и ситен добиток, без некој посериозно да им застане на пат.